Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Голема разлика во делот на фактурирана и испумпана вода од пред неколку години и сега. Разлика и во делот на приходите од топлата вода, како и забелешки за бројот на вработените во комуналното јавно предпријатие Водовод и нивните плати. Упатија советниците на последната 51-ва седница на Советот на општина Кочани. Детелно беше разгледана точката за извештајот и работењето на предпријатието Водовод за првите 6 месеци од оваа година. Голем проблем што се провлекува со години наназад се загубите на вода во Кочани, што се случуваат посебно во последните десетина години. Истакнаа советниците на последната седница на Советот на општина Кочани, разгледувајќи ја точката за извештајот и работењето на КЈП Водовод за период од првите 6 месеци од оваа година. Беше истакнато дека решавањето на проблемот со загубите на вода ќе придонесе за значајно намалување на цената на водата. Членот на Советот Ѓорѓе Алексов даде забелешки во работењето на предпријатието Водовод во делот на фактурирана и испумпана вода, како и во делот на приходите од топлата вода. Ако пред 10 години било фактурирано 5 милиони и скоро 800.000 метри кубни, а во последната година имаме само 1 милион и 600.000, на што се должи толку големата разлика на фактурирана вода? Дали тоа е една од причините за кои што баравте цената да биде зголемена за да може да функционира комуналното јавно предпријатие? Значи, приходи од топлата вода минатата година за првите 6 месеци имало 15 милиони и 500.000 и скоро 600.000 денари, а оваа година во првите 6 месеци имаме 9 милиони и 340.000 денари. Значи станува збор за некаде за разлика од 6 милиони денари или 100.000 евра. Ние скоро на секој разгледување на извештај од комуналното јавно предпријатие реагиравме дека политиката која што ја води локалната самоуправа со покачување на цената на водата во изминатите периоди е многу погрешна и лоша и ќе значи одвраќање на сите потенцијални компании или нови инвеститори кои што сакат да се вклучат во тој бизнис. 5 милиона и 700 е испумпана количина, 1 милион и 600 е фактурирана количина. Во оваа година, односно за минатата година, имаме 4 милиона и 700. И тука имаме намалување. Значи, вашата констатација би била за 5 милиона и 700 во 2010, имаме намалување во 2015 година на 4 милиона и 700. Советниците забележаа и во делот на бројот на вработените во предпријатието и нивните плати, за кои што трошоците се зголемиле од 3 на 5 милиони денари. Советниците истакнаа и одредени забелешки и незадоволства на граѓаните од работењето на предпријатието во делот на недоволно и нередовно собирање на смет, како и за користење застарени ѓубрерки за собирање смет. А треба да се набави и нова машина за косење трева, беше речено на седницата. Акција за уточнување на податоците за собственоста на земјоделското земјиште на кое се користи наводнување од водите на хидросистемот Брегалница започна водостопанското предпријатие Подружница Брегалница Кочани. Акцијата е со цел создавање на целосна евиденција и преглед на површините кои се наводнуваат и корисниците на истите. Акционерското друштво Водостопанство на Република Македонија Скопје, Подружница Брегалница од Кочани, започна со акцијата за уточнување на податоците за собственоста на земјоделското земјиште на кое се користи наводнување од водите на хидросистемот Брегалница, со цел создавање на целосна евиденција и преглед на површините кои се наводнуваат и корисниците на истите. Водокорисниците од подрачјето на дејствување на хидросистемот Брегалница, кои имаат извршено промена на собственоста на земјиштето и истите ги немаат достега направено, тоа да го направат во водостопанското предпријатие, истакна Николчо Гоцев, директор на Водостопанство Кочани. Би сакал да испратиме еден апел до нашите водокорисници и земјоделци кои што ги немаат решено имотно-правните односи со ниви кои што ги обработуваат наследени од дедо, баба или комши, а немаат документ за тоа, да дојдат деновиве во Подружница Брегалница во канцеларијеве во Штип, Свети Николе и во Кочани, да го регулираат бидејќи во тека изготвувањето на задолжувањето за воден надомест, односно облогот, и да не бидат оптеретени дополнително со проблеми.
Ваквата евиденција може да ја уточнат и оние земјоделци кои се корисници на земјоделско земјиште, со цел да се направи увид и промена во евиденцијата на задолжувањата на наводнувани површини за наводнителната 2016 година. Канцелариите на водостопанство Брегалница во Кочани, Штип и Свети Николе се отворени преку целиот ден и во нив земјоделците може да ги направат промените во сопственоста на земјоделското земјиште, додава Гоцев. Во спротивност следуваат казнени мерки за непочитување на одредбите од Законот за водостопанство. Во пожар предизвикан од запалени стрништа во село Јакимово Виничко изгорел 82 годишниот Б.Ј. Во обид да се справи со стихијата, старецот го загубил животот на самото место. Во понеделникот напладне, во местото Амарица, во атарот на село Јакимово, општина Виница, жив изгорел 82 годишниот Б.Ј. од Јакимово. Трагичниот настан се случил на нива во сопственост на починатиот, каде што биле запалени страништата. Огнот се проширил и на соседните ниви и лозија, па во обид да се справи со стихијата, Б.Ј. го загубил животот на самото место. Смртта е констатирал лекар од хитната медицинска помош, а на лице место увид извршил јавен обвинител и инспектори од полициската станица во Виница. Телото на починатиот е предадено на обдукција, а по целосниот увид ќе се утврдат и причините за настанатата несреќа. Невладината организација КХАМ го реализира проектот Инклузија на деца роми во јавните предучилишни установи, во кој се вклучени 102 деца од детските градинки во Виница, Делчево и село Црник. Со почетокот на учебната година, невладината спроведува уште 2 програми во полето на образованието. Вкупно 102 деца роми на возраст до 6 години во детските градинки во Виница, Делчево и село Црник се вклучени во проектот Инклузија на децата роми во јавните предучилишни установи, што го реализира невладината организација КХАМ. Целта на проектот е социјализација на децата роми во градинките и подигање на свеста кај родителите во однос на потребата од претшколско вклучување на децата во образовниот процес. Невладината КХАМ веќе 8 година го реализира овој проект, а со почетокот на учебната година организацијата започна уште 2 програми во полето на образованието. Проектот Подобрување на вработувањето на ромите преку образование и обука е финансиран од Европската Унија и имплементиран од Ромски едукативен фонд од Будимпешта. Преку проектот се опфатени 29 лица на возраст од 21 до 46 години, а за докомплетирање на средното образование се запишани 23 лица од Виница, Делчево и Црник. Инаку, втора година поред се спроведува и проектот за туторска подршка на учениците роми кои учат во основното образование во Република Македонија. Целта на невладината КХАМ е преку спроведените програми да се подобри образовното ниво на учениците од 4 до 6 одделение, како и редовноста на наставата во општините Виница, Делчево и село Црник. Кочани со богата програма се вклучува во одбележување на 8 септември, денот на независноста на Македонија. Организира Бела ноќ со активности и случувања во Центарот за култура Бели Могри. Владата на Република Македонија со препораки до единиците на локалната самоуправа во Републикава за преземање активности за одбележување на празникот на независноста 8 септември. Единиците на локалната самоуправа се задолжуваат да го прилагодат работното време на угостителските објекти за 2 часа на 7 септември оваа година. Локалните самоуправи на Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци оваа препорака ќе реализираат, така што во текот на утре вечер работното време на угостителските објекти се продолжува за 2 часа. И културните установи од регионот со тековни активности ќе бидат дел од програмата за одбележување на празникот на независноста на Македонија 8 септември во рамките на манифестацијата Бела ноќ. Центарот за култура Бели Могри од Кочани утре вечер со богата програма ќе се вклучи во манифестацијата Бела ноќ. Активностите започнуваат со изложбата на Принтнет студиото од Бугарија со почеток од 20 часот во ликовниот салон на Центарот. Од 21 часот на сцената на Центарот ќе биде изведена представата Просидба од Чехов во режија на Трајче Ѓоргиев со кочанските аматери.
Во 22 часот на платото пред центарот ќе се одржи фолклорен концерт со настап на фолклорните групи Мугри и Кочани, а во 23 часот на истата сцена ќе настапат рок музички групи од Кочани и Штип. По повод 7 септември, празникот на општина Кочани и 8 денот на независноста на Република Македонија, ќе биде положено свежо цвеќе на споменикот на слободата и спомен бистите во паркот на револуцијата. Четврток, 8 септември, е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. По повод престојните празници, 7 септември, празникот на општина Кочани и 8 денот на независноста на Република Македонија, делегација од општина Кочани, Советот на општината и членови на Сојузот на борците од Народно-ослободителната борба ќе положат свежо цвеќе на спомениците во Кочани и тоа на споменикот на слободата и спомен бистите на правоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче во паркот на револуцијата. Четврток, 8 септември е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. По денот на независноста следува продолжен викенд за граѓаните од муслиманска вероисповед. На 12 септември, понеделник, тие ќе бидат ослободени од работните обврски, бидејќи ќе го прославуваат Курбан Бајрам. До крајот на годината за сите граѓани на Република Македонија преостануваат уште 3 неработни денови. 11 октомври, вторник, денот на народното востание. 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, недела, што ќе се празнува на 24 во понеделник. И 8 декември, четврток, Свети Климент Охридски. Следува информацијата од спортот. Вице шампионите Фудбал Старс ја продолжуваат победничката серија на превари. Викендов против екипата на Плачковица од Радовиш, малите пионери постигнаа 9 гола, а не примија ниту еден. Викендов се одиграа надпреварите во второто коло во Пионерската лига на североисточниот регион. Екипата на Фудбал Старс со екипата 2001 гостуваа во Радовиш, каде што во надпреварот против екипата на Плачковица постигнаа убедливи 9:0. Под водство на тренерот Симеон Митев, помалите пионери ја продолжуваат победничката серија. Тимот на Фудбал Старс со пионерите од генерацијата 2000 против екипата на Плачковица пак постигнаа 5 гола, а не примија ниту еден. Викендов во Штип се одигра и надпреварот во првото коло. Екипата на Фудбал Старс со генерацијата 2003 под раководство на тренерот Тони Митев загуби од противникот Бреганица со 5:3. Прогнозата за времето беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.